dokažuva дека така, го открие. И много интересно и за читање. Можете да правите тие паралели. Некаде ќе ви се видат премногу символични, некаде ќе ви се видат екзактни и многу прецизни, но секаде треба да се ве водат овие две работи. Дека имаме нешто што ни е очигледно дадено од некој. Способноста да сфатиме она што не би може никако ниједна премиса на нашиот живот. Тоа е она што е во нас неговиот печат. Совршенството, безкрајот, безсмртноста како идеи кои се во нас внесени од него да сфатиме она што е за него најбитно. Тој е така. Совршен, еден, безкрајен и така не. Втората книга е исто така многу интересна. Значи, ова првата го расветлува еден дел од односот на современиот човек кон науката и кон религијата. Треба да се сфати дека поентата на ова книга не е конфронтирана, туку синтеза. Таа не е одбрана на религијата како антинаучна, ниту обвинување на науката како антирелигија. Таа е синтеза, сфатете, тоа се два начини да го сфатите она што е кажано. И затоа упатува преку тој ајет таму. И таму барајте и овде. Значи, поентата на ова книга не е конфликт меѓу науката и религијата. Туку воздигнување на современиот човек до сознанието дека се она што му проширува знаење и свеста, всушност е во совршена хармонија, бидејќи доаѓа од совршено хармонична инстанца како што е Господ. И науката е исто толку легитимна како и верата, и тие не се во спротивност. Тамо каде што се во спротивност, тоа мора да е, ако не е автентична религијата, некој искриво култување, за тоа има исто така многу основи. Но значи поентата е синтеза на науката и на религијата на ниво на човечкото запознавање на себе и на Создателот. Во рамките на светот кој му е даден од непосредната реалност до безкрајните пространства на Вселената. Втората книга исто така не е конфликтна. Би можела да се види, но мислам дека Тимур изморедно прецизно го истакна тоа дека таа книга не побива нешто, не е целта, не е насочена антагонистички кон ниту една религија, ниту кон стимулирање на антагонизмот меѓу некои од религии. Напротив, таа книга всушност така да ја покаже една изворна, автентична сродност и дури би рекол единство на оние пораки кои ги пренесуваат, и сега тука ќе направам еден коментар малку подоцна, но оние кои се задолжени да ја пренесат таа порака. Најчесто за тие се користи терминот пророци, Божји пророци. Јас ќе го коментирам сега тоа, но веднаш да ставам од каде идејата дека сите тие пренесуваат без оглед од која религија доаѓаат една и иста порака. Тоа што е само еден Бог. Во сите религии е само еден Бог. Ниједна религија не вели постоја два Бога, ама нашиот е вистински. Од овие монотеистички религии нема така. Во политеистички има. Нашиот е којак од вашиот. Меѓутоа, во автентично сваќање, христијанин, евреј или муслиман нема да каже исламскиот или христијанскиот Бог е појак од еврејскиот или еврејскиот е послаб од христијанскиот, ама појак од исламскиот и така натаму. Не, има само еден Бог. Затоа не е чудно како тоа сите оние кои ја пренесуваат таа порака да всушност пренесуваат иста порака. Таа порака има три степени. Но кој е оно што ја пренесува, да се вратиме кон оној јазички, така да кажем, деликатен момент. Јас го одбегнувам, меѓу нас кажано, но и реално, го одбегнувам поимот пророк. Да пророкува значи да предвидуваш. Пророкување е всушност и забрането, експлиците во сите три религии. Не фрлајте стрелки, не гледајте ова, она, тоа е Божја работа. Како би може тогаш светите луѓе да бидат оние кои прават нешто што е забрането? Како би може да бидат пророци? Они не пророкуваат. Например, во македонскиот мене ми се чини сосема легитимно да се каже и посланик, иако упатува на она као пратен. Меѓутоа, видите, во македонски постои суверен посланик. Тие го пренесуваат посланието, па се посланици. Во англискиот исто така често го користат и многу стручни лица и научници, профет. Профет Jesus, ако не се христијани, ако се, тогаш е он God, Господ. Но
Profet Muhammed, prorok, ne se proroci. Особено Muhammed ili ako za Isus prihvatite da bil Božji poslanik, imao poslanje, autentično Božje i bil mnogo važan pratenik, poslanik, kako sakate, toga što vidite da pojmot na prorokuvanje, sušnost na njih ne se odnesu. Znači, u angliski se koristi i messenger, God's messenger, onoj koji ja prenesula Božja Tora. Može i tako, zato samo da vi kažem, zašto ja sina kogodregnom i svega nema da koristam pojmot proroci, tije ne se proroci, tije ete neka bidat nositelji na dobrata vest, neka bidat glasnici Božji, ete, od ona messenger, Božji glasnici. Ako smetate neka u makedonskoj poslanik bi bil problem od ona pratenik, a pratenik bi se mešalo svoj politička ta dimenzija. No ete neka bidat Božji vestnici, glasnici. Idejata da site tije prenesuvate jedna ista poraka je mnogo stara. Ovdje beo spomnati Upanišadite, postoji indijska ta tradicija, sita nivni raznovidni, nije velima indijska filozofija, indijska religija. To se stotici filozofskih školi i desetici religioznih tradicija. Indija je kontinent sa milijarda i 200 miliona ljudi. Vo site tije tradicije će vidite da se povtorula odika i sakaž, prašuvaj kogog sakaš, razmisli kako sakaš i će vidiš Bog je samo jedan. To je interesno saznanje durivo pravcite koji uopšte nema mnogo drugi dopirni točki sa monoteizmom, tokom laka ide. Odi kaj sakaš, pravi što sakaš, proveri kaj sakaš, razmisli koliko sakaš i će vidiš. Bog je samo jedan. Svega ako je Bog jedan, mnogo je legitimna i kako da kažem, istina humanistički inspirirana idejata da se pokaže to izvorno jedinstvo. Ne da se konfrontira religija. Zašto bi rekao, ljubav ta je večna sve do deka traje tamo u ona smisla. Toliko pak u ista ta ova smisla. Jedna kontinuirana, neprekinata ništa na beskrajnata Božja milost zrači od sita ovije poslanije. Da li je to Tora, stari od zavet, da li je to novi od zavet, da li je to Kuran Kerim. Vi će vidite da se sušnost identični ti osnovni izvorišta. Pogledajte samo jedan primjer. Abraham, evrejski. Avram, hristijanski. Ibrahim, muslimanski poslanik. Jedna ista ličnost. Izvorot na site tri religije. Isti. Golem duh i identitet na čovek od jedno isto ime koje ima samo ovije transpoziciji jazički i kulturološki u ovije tri religije. Abraham, Avram, Ibrahim. I tu ako pogledate njegov život, toj sušnost ima jedno dete koje potova odi so majkamu i taka nastanula nevi so Ismail, Hadžar i taka nastanula Ismailitite ili muslimanite i vodata zem i taka natam da se vraća na to, koja je od njegov domotidena, no od njegove deteto roden. On mu je tako, kako što je tako na Isak, roden so Sara, to se dvajca braća so ista. Znat ist, tako to je situacija koja u čovečki život je dosta česta. Da imate deca koji imate jedan ist tako, tije smetane za braća. I u ova ista smisla, ova knjiga pokazala jedinstvo to na ona izvorno shvaćanje. Ta ne napada nikog. Ono što je mnogo važno i što je odlična, prekrasna ta poraka na mladi akademik Jakubović Govidovne, to je i poentata deka ova knjiga je mnogo informativna. Sve je argumentirano. Ima navodi, ne bendi se mnogo i pristapot na timu, vidite i razmislite. To je ne nametnula ništa. Nema imposing pressure, ne, ono što bi se kažalo nametnuvanje, pritisak na ne. To je veliko, čitajte i vidite. No neće najdete, što je mnogo uvao, nijedan zbor na vredljiv, nijedan zbor na diskvalifikacija. Izlaganje na izvorite, u koji ovoj poslanik ili Božji glasnik pokažuva vaka i se pokažuva ključna ta poenta na knjigata od početka od naglasena mnogo silno porakata
сушност која пренесувате една истина. И треба да се види дека религиите не се извор на конфронтации во современиот свет, дека приказната на Хантингтон за сувирот на цивилизациите како христијанството и исламот е всушност политичка порака. Не порака произлезена од духот на религијата која е една, бидејќи произлегува од еден Бог и која има своји степени. Стариот завет е приказна за припитомување и смирување со сила на луѓето. Има градови кои се уништени. Содома и Гомора, има казни, има потоп. Новиот завет е порака за милоста. Сега вие диви, тоа се припитомивте, научите да се сакате. Тоа е порака за љубов. А сега, откако сте се вие дивите смириве, откако оние кои не можат да се смират и не сака беа казнети, вам на кои ви укажав милост и кога научите да се љубите, сега учете. Тоа е пораката на ислам. Учете. Но таа е порака на сите. Иста, постојано на еден ист, континуиран, да кажам, демографски, антрополошки квалитет на човештвото. Прво бевте вака, па ве направив вакви. Потоа, кога ве научив да сакате и кога разбравте дека е љубовта вечна де факто и дека не прекинува никогаш, дури и кога ќе кажеме дека завршува, не завршува, сега ви велам, а сега учете. Оти Куранот почнува токму со тоа. Првиот збор е биди човек, дисциплинирај се, вториот збор е сакај ги другите луѓе, како што сакаш самиот, третиот збор е кога научите да се сакате. Сега искористете она што е Божјата милост во вас, умот, учете, научете, безкрајно е она што треба да го научите и безкрајно е добрината на оној кој ви го дадете. И благодарам. Благодарам на академикот Ферик Муклич на прекрасно излагање. Се надевам дека бевте задоволни од ова. Ако имате некои прашања, поведете, значи тука сме да одговориме и некој доле презентацијата што денеска трае, значи книгите може да ги погледнете на штандот на Artbooks, таму има и мала закуска, значи благо така. Да се заблажиме. Да. Сега линк. Поведете дале, судим. Салам алейкум,